Рековме дека Елена Маневска, а подоцна Христовска, како и многу други, го живееше селскиот живот работејќи по нивите, а по смртта на незината мајка, таа мораше да ги преземе и домашните обврски за татко и тројцата браќа. Среќата подоцна ја носи во Битола, за да со Миле Христовски го отпочнат заедничкиот брачен живот, добивајќи ги двете ќерки Бети и Маријана. Судбината потоа ги носи во Канада, каде и Миле и Елена се вработуваат во фабрика, а Елена исто така беше и вработена и во кујната на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Нивното доаѓање и допринос од нејзиниот брат Миле и снаа Слободанка Маневски од село Раштани, од таа од се срце им благодари. Елена Христовска сакаше да биде поактивна, така да таа долги години беше и член на женската секција на Свети Климент Охридски, помагаше онолку колку што беше потребно во границите на низините можности. Денес таа е баба на 3 внуци и 3 правнучиња. Горда со сите нив и благодарна на секој еден што и помогнал, а посебно на незиниот зет Менде и ќерката Маријана Јаневски, посакува радост и убавини кај секој еден, а пак ние од редакцијата, а посебно зетот Менде, ќерката Маријана со фамилијата, сакат низи да го честитаат роденденот со желба уште многу години вака да биде со нив и да си дочека и други радости. И последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата.
Може би за некого овие мои коментари врзани за Македонија и македонскиот народ, како иоштрите критики што ги давам за предавниците во Македонија и на доворешните уништувачи на македонството, ќе им бидат или досадни или не во нивни прилог. Но морам да спомнам дека во тие мои коментари се трудам реалноста што е да ја распоредам на еднакви делови, но некогаш повеќе зборови искажани како што некогаш и пооштри. И од се срце кажано критики, што поради секој збор стојам позади, бидејќи тоа и го мислам, бидејќи тоа доаѓа од длабочините на моето срце. Ако некој рекол да му се даде уште едно крило или уште една рака, за да понесе уште едно небо и да излаби уште едно море, за да се распее повторно животот македонски, само за Македонија и нас македонците, кои сме свет народ и после сонцето први на ова планета, појавувајќи се најпрво од еден дел на таа планета што се вика на планетата Земја, каде богот Зевс и сите богови и богини се родиле, меѓу кои и Македон, за да тој ја нарече Македонија. И од таа иста земја расте наталитетот да се распространат на секаде, речиси ни светот. Токму тој свет и народ, тој питом и дарежлив народ е навеличенствениот Бог, кој не нарече македонци. Затоа пак старите рекле: дрвото пушта гранки, но нема пријатели. А познато е дека зелката има 300 лисија, или како што вела 300 кошули во неа, која ги собира пријателите. Ние од се во ова што ни се случува, што сакат да не асимилираат, да не избришат од мапата на светот и се што е македонско, ние како една зелка би требало да се собереме заедно, да бидеме сите едно, приклучувајќи ги и нашите вистински пријатели кои сакаат да бидат во наша одбрана, но за тоа треба и да ги повикаме, да ги поканиме и здружено да се бориме и дадеме отпор према сите неправди и неправедни држави што на нас покушаваат и се за да не уништат. Наследникот на Зоран Заев, Димитар Ковачевски, само сака да биде сладкоречив, исто како што правеше тоа муртинско створење, но и тој си ги покажа роговите, зборувам за Ковачевски, зашто со македонската химна ја понижи и Македонија заедно со македонскиот народ, можем да му направи чест на еден измислен бугарин, премиер кој дојде во Македонија, инаку би го нарекла јас Јаничар македонски, зашто името и презимето на тој бугарски премиер се македонски имиња. И плюс за роденденот на Гоце Делчев заеднички да славеле. Драги мои македонци, ако Македонија раѓала и раѓаја и цареви, кралеви, војводи, комити, партизани и борци, уште многу добри и храбри синови ќе роди. Затоа никогаш немојте да помислувате, па дури ни во сон, дека Македонија не е земја на слободата, не е нива на љубовта, дека не е поле на верата, како што напиша покојниот писател Бошко Смајќовски. Крстот на Изеи е главното оружје, а патот на Македонија и македонскиот народ е Господ Бог Исус Христос. Но за тоа исто така и ние македонците треба да помогнеме и ние да се активираме за да во најбрзо време она што алчните балкански сојузници 1913 година ја добија лотаријата, а Македонија крваво ја плати, затоа пак не само македонскиот народ и Господ Бог, туку и историјата никогаш нема да му прости на никого. Но запомнете, ќе дојде денот, не е многу далеку, зашто давам, иако не сум Баба Ванга или Нострадамус, дека без да очекуваат сите тие, без да очекуваат тие држави алчни, насила грабнатите залаци кои не се преработени во нивните царева, како овците ќе преживаат, така и тие ќе ги исплукат, во кои ќе бидат паднати нивните заби, кои ние после треба да ги истолчиме, зашто нам не ни се потребни да ги направиме прав и пепел. Како што реков и порано, Македонија е птицата Феникс која со незината црвено-златно боја, исто како што и нашата национално црвено-златна боја на македонските символи. Тој Феникс, ако некој мисли дека умира, се лаже. Повторно се раѓа, повторно се обновува. А знаете ли зошто? Затоа што е Божја света земја. Затоа што е земја на Бога во која тој се појави и се роди. Нека ни биде вечна
и Македонија, и македонскиот народ, на сите нас македонците и на сите лојални малцинства што се лојални на нашата земја Македонија. To mi je za tebe, Makedonijo, zemljo drevna antička, za tebe pišu vam vo Biblijata. Zemljo moja, ja si imam vez za tebe, imam radosna, Gospod mi voskresna, sekoj onoj kojom srce veruva, Isus mu prostuva i go spasuva. Za tebe, Makedonijo, nema damo koliko i da postradam ili da zagubam, za tebe, Makedonijo, Isus umre, znaj, za da ne propadneš, ni tu da iščezneš. Zemljo moja, ja si imam vez za tebe, imam vez radosna, Gospod mi voskresna, sekoj onoj kojom srce veruva, Isus mu prostuva i go spasuva. Уште едно издание на Радио Часот Глас од Македонија веќе се презентираше директно преку етерот на радиостаницата денес. Благодарејќи на вашето ценето внимание ви посакувам и пријатни денови, но со желба повторно идната недела од 6 часот навечер да ги приклучите вашите радиоапарати на брановата должина 101.3 FM, каде ќе дадеме и честитка до целиот македонски народ, реков, по повод рожбата на Гоце Делчев од нашиот сонародник Владе Гроздановски со фамилијата. Исто така ќе ве подсетиме и на хероинината од Русинилово Воденско Мирка Гинова, а затоа пак добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.